17 првачиња останаа дома откако нивната наставничка доби позитивен тест на коронавирус. Наставничката, која последно настава држала во петокот, е во добра состојба и од денеска предава онлайн. Во истото училиште Гоце Делчев во Скопски центар има уште една наставничка сомнителна на коронавирусот и таа е во изолација. Морам да напоменам дека станува збор за една наставничка која што е позитивна, потврдена, но од вчера тие веќе се во изолација сите заедно за да може да се спроведат сите безбедносни мерки да речеме инфекцијата во училиштето не се пренесе. На цела држава ова е единствениот случај каде што имаме деца во изолација. Наставничката вирусот го добила од нејзиниот син. Втората наставничка пак која е сомнителна на вирусот ќе се тестира во сабота, доколку резултатот е позитивен и нејзиното одделение ќе биде ставено во 14-дневна самоизолација во понеделник. На само една недела од стартот на учебната година, досега се заразени 5 наставници, но сите држале онлайн настава. Но министерката се соочува и со друг проблем. Секојдневно средношколците од западниот дел на Македонија се излезени на улица. Бараат властите да им овозможат настава да следат во училиште. Царовска денеска не им одговори какво решение ќе најде и покрај заканите од средношколците, дека ако не им се остварат барањата, тие секојдневно ќе бидат на улица.